Инфлацијата е главна тема тука во Соединетите Американски држави, но и во светот. Федералните резерви на САД 9 пати ја коригираа каматната стапка, но пред некој ден најавија дека ќе има најверојатно и 10-то коригирање на покачување на каматните стапки со цел да се избегне инфлацијата во САД, но со тоа и да се спречи рецесија, нели, во секој случај. Што Народна банка превзема за стабилизирање на стапките на инфлација во нашата држава? Добро, Народната банка од 2021 година, од крајот на оваа година, започна со постепено затегнување на монетарната политика, користејќи различен сет на инструменти. Прво започнавме со интервенции на девизниот пазар, со оглед на тоа што притисоците во тој период беа видливи во два сегменти. Едно е инфлацијата како резултат на забрзаниот раст на цените на енергенсите во тој период, меѓутоа вториот сегмент е девизниот пазар, затоа што ние сме значајни нето увозници на енергенти. Со оглед на притисоците во овие два сегменти, започнавме со интервенции. Прво, нормализирање, а потоа и затегнување на монетарната политика. Во текот на 2022 година започнавме со зголемување на основната каматна стапка, која што е еден од инструментите кои што ги користи Централната банка. Понатаму го користевме инструментот задолжителна резерва, пред се за да влијаеме на процесот на евроизација, а исто така овие мерки ги засиливме и со макропрудентни мерки кои што делуваа во иста насока, односно насока која што значи стабилизирање на кредитните текови и намалување на инфлацијските притисоци. Нашите очекувања се дека инфлацијата оваа година, како резултат на мерките кои што ги преземаме, но исто така и како резултат на стабилизирањето на цените на светските берзи на храната и енергијата, како што знаете, тие достигнаа минатата година историски највисоки нивоа, меѓутоа веќе од крајот на минатата година се гледаат постабилни движења во двата сегмента и секако тоа придонесува за намалување на инфлацијските притисоци. Нашата проекција за оваа година е да се намали инфлацијата од 14%, колку што беше минатата година, на некаде околу 8 до 9% во просек на годишна основа. Тоа се нашите октомвриски проекции, меѓутоа сега во фаза сме на изготвување на нов сет на макроекономски проекции, кои што ќе ги земе во предвид сите најнови информации и движења, макроекономски параметри и ќе излеземе со нови бројки веќе наредниот месец. Како економскиот раст може да влијае на ублажување на инфлацијата? Добро, каква ќе биде натамошната поставеност на монетарната политика зависи од два клучни сегменти. Состојбите на девизниот пазар, кои што сега се стабилни, движењата се нешто подобри од нашите очекувања, и вториот сегмент е од инфлацијата, не само тековно колку е, туку какви се очекувањата за наредниот период. Сега инфлацијата е во рамки на нашите очекувања, но мора да се следат состојбите, потребен е внимателен пристап и ако податоците покажат дека се уште има зголемени инфлацијски притисоци, се разбира неминовна ќе биде и на тамошна реакција на Централната банка, се до стабилизирање на трајна основа на инфлацијските очекувања и инфлацијата. Како се тоа може да влијае врз монетарната политика и колку е стабилен денарот во моментов? Сведоци сме сите дека и во македонската економија се соочува со бројни кризни епизоди, како во подалечното минато, така и во поблиското минато, меѓутоа и покрај сите овие кризни епизоди, денарот во континуитет веќе повеќе децении се одржува на стабилно ниво, што индиректно е многу значајно за одржување на вкупната макроекономска стабилност во македонската економија, а на сите ни е познато, ако нема макроекономска стабилност, нема ни услови за посилен и одржлив економски раст. Нема причина да таа стабилност во делот на курсот и макроекономската стабилност биде загрозена. Централната банка ќе продолжи понатаму со прудентни политики. Клучна гаранција за тоа е високото ниво на девизни резерви. Според последните податоци, тие достигнаа едно од историски највисоките нивоа, 4,2 милиарди евра, што е сосема адекватно и конзистентно со нашата стратегија за одржување на стабилен курс на денарот во однос на еврото. ММФ излезе со нови проекции кои не се баш најповолни, посебно за поголемите економии. Што мислите околу ова прашање? Добро, Меѓународниот монетарен фонд вчера ги објави најновите пролетни проекции со кои што направи
мала надолна ревизија на глобалниот раст и нагорна ревизија на глобалната инфлација. Во суштина кај економскиот раст и натаму се очекува глобалната економија да расте, но со забавена динамика и тоа нешто позабавен интензитет во споредба со нивните претходни проекции во јануари. При тоа ова забавување се очекува да е поизразено кај развиените економии, например во еврозоната се очекува поголемо забавување и раст само од 0,8%, а во германската економија, која што е наш најзначаен трговски партнер, се очекува економијата да влезе дури и во блага негативна зона, минус 0,1%. Секако овие бројки ќе имаат влијание и врз македонската економија, како мала, трговски отворена економија и оттаму глобалните случувања, особено случувањата во Европската Унија, која е наш значаен трговски партнер, се одразуваат и за македонската економија. Колкави ќе бидат импликациите од ова за нас, ние тековно во Народната банка ги земаме во предвид сите овие најнови проекции, оценки, најнови макроекономски индикатори, ги вградуваме во нашите проекции, кои што, како што веќе споменав, ќе бидат објавени наредниот месец и со кои што ќе можеме поконкретно да ги споделиме нашите среднорочни видувања и за економскиот раст и за инфлацијата. Ви благодарам многу.